Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате вториот дел од книгата Предавање од Лахор, книгата Исламот во споредба со другите религии во Индија, која е позната како Предавање во Лахор, ја напишал ветениот Месија алейхи селам и во негово присуство предавањето го прочитал Маулана Абдул Карим Сахиб од Сиелкот пред големиот собор во Лахор на 3 септември 1904 година. Ова предавање содржи компаративно проучување на исламот, хиндуизмот и христијанството и покажува дека учењето на исламот е над другите учења на останатите религии. Ова преубаво име Ислам е душа на шеријатот и суштина на сите негови наредби. Доброволното жртвување бара совршена љубов, а совршената љубов бара сознание. Според тоа, зборот Ислам означува дека вистинското жртвување бара само совршено сознание и совршена љубов. Семокниот Бог во честниот Куран вели, односно, ни местото ни крвта на вашите жртви не стасува до мене. Единствена жртва која стасува до мене е да стравувате од мене и да бидете богобојазливи поради мене. Треба да имате наум дека наредбите на Исламот не водат до стварноста содржана во зборот Ислам и поради ова цел честниот Куран настојува да ја всади Божјата љубов во нашите срца. Он некаде ни ја открива својата убавина и слава, а некаде своите безбројни наклонетости, бидејќи единствено преку убавина и љубезност љубовта го наоѓа патот до човекот. Честниот Куран не подучува дека со одликата на сите своји извонредности Бог е еден и нема партнер. Он не боледува од било какви мани. Он е зачетник на сето создавање и извор на сите милости. Он е господар на награди и казни и се му се враќа нему. Он е близу иако е далеку и далеку е иако е близу. Он е над се, но не можеме да кажеме дека постои нешто под него. Он е наискрениот, но не можеме да кажеме дека постои нешто поочигледно од него. Он е жив во своето битие и се што постои живее само покрај него. Он се одржува, а он самиот се одржува себе си и сите останати работи он ги одржува. Он држи се, но него никој не го држи. Ништо не настанало без него и не се одржува без него. Он опфаќа се, но ние не знаеме на кој начин. Он е светлина на се, и на небесата и на земјата. Секоја светлина светли преку него, и секоја светлина е одраз на неговото битие. Он е господар на вселената и не постои ниту една душа која он не ја одржува, и ниедна душа не постои сама од себе. Ниедна душа не поседува никаква моќ која не е подарена од него. Неговите наклонетости се препознаваат во два вида. Под еден, оние кои се подарени без било каков напор или од било чија страна. Тие од секогаш постоеле, например небесата, земјата, сонцето, месечината, планетите, водата, огнот, ветерот и одржувањето. Он за нас обезбедил средства на одржување дури и пред да постоиме или пред да направиме било што за да ги заслужиме. Кој може да каже дека сонцето или земјата се создадени поради неговите дела? Овие наклонетости настанале пред човекот да биде создаден и не произлегле од било какви негови постапки. Под 2. Наклонетости кои се дадени како резултат на постапките на луѓето. Тие се премногу очигледни и не бараат објаснување. Исто така, честниот Куран вели дека Бог е без било какви недостатоци и не е подлежен на неуспех или мана, и неговата желба е и човекот да се ослободи од сите слабости по пат на следење на неговите наредби. Он вели, односно, оној кој е слеп на овој свет и не е во состојба да го види едниот, кој е без мана, ќе биде слеп и на ахирет, и темнината нема да се одвои од него. Ова ќе се случи затоа што на човекот на овој свет му се дадени сетила, кои му се овозможуваат да го види Бога
И оној кој овие сетила не ги понесе со себе, нема да го види Бог ниту на ахирет. Во овој ајет возвишениот Аллах јасно го одредил напредокот кој го очекува од човекот и височините кои човек може да ги постигне со следење на неговото учење. Во честниот Куран Бог ни подарил совршено учење, кое, ако исправно се следи, го способува човекот во самиот овој живот да го види Бога. Он вели: оној кој сака во овој живот да го види Бога, вистинскиот Создател, треба да се однесува богобојазливо. Неговите дела во себе не смеат да носат интриги, премногу фалења, вообразеност и гордост, и не треба да бидат неисправни, ниту со недостатоци, ниту да содржат било што кое е противно на неговата љубов кон Бог. Наместо тоа треба да бидат исполнети со искреност и верност. नहीं होता मरहला कोई सर नहीं होता. Тој исто така треба да се воздржи и од правење ширк и да не ги обожава ниту сонцето, ниту месечината, звездите, воздухот, огнот, водата, ниту било што друго. Исто така, верата да не ја изедначува со светските средства, како тие да се Божји партнери. Не треба да се ослонува само на своите можности, бидејќи и ова е идолопоклонство, ширк. Откако ќе направи се што е во негова моќ, треба да се однесува како ништо да не направил и да не се гордее со своето знаење или своите напори, туку за себе да размислува како за незнајко и за нешто безвредно. Неговата душа секогаш треба да биде свиена на прагот на семокниот, барајќи ја неговата милост преку дови. Затоа треба да бидете како жедна неспособна личност, која наоѓа извор на чиста и свежа вода, и падајќи и ползејќи, настојува да дојде до неа, и конечно кога устата ќе ја допре на неа, да не се одвојува додека потполно не се засити. Во честниот Куран, Бог вака ги опишува своите атрибути. Вашиот Бог е еден во своето битие и своите атрибути. Никој не е вечен и траен како Он, ниту било што, ниту било кој поседува атрибути слични на неговите. Човековото знаење зависи од учителот, но сепак неговото знаење останува ограничено. Но Бог нема потреба од учителот, бидејќи неговото знаење не знае за граници. Човекот за своето ограничено сетило за слух зависи од воздухот, но Божјото сетило и неговата лична моќ и не е ограничено. Видот на човекот зависи од светлината на сонцето или друг извор на светлина и неговиот вид е ограничен, но Бог гледа со своето собствено светло и неговиот вид се опфаќа. За да создаде нешто, човекот зависи од материјата и времето и неговата моќ за создавање е ограничена, но Божјата моќ на создавање не зависи ниту од материјата, ниту од времето, ниту на било кој начин е ограничена. Тоа е затоа што сите негови атрибути се единствени како и самиот Он, бидејќи ако само една од нив има некаква мана, и сите други би содржале недостатоци. Неговата единственост, тевхид, не може да биде втемелена доколку не го гледаме без мана и во своето битие и во своите атрибути. कितनी वीरान हो के रह जाती कितनी Во последниот дел од овие ајети, честниот Куран вели дека Бог не е ничиј син, ниту Он има син. Он сам на себе е доволен и нема потреба за татко или син. Ова е Божјата единственост, тевхид, на која не учи честниот Куран, и ова се темелите на нашата вера. Сега дојдовме до етичките и моралните учења, кои честниот Куран ги изложил на овој обемен ајет. Бог ви наредува да се држите до правда и честност, но ако сакате да постигнете поголемо совршенство, тогаш кон луѓето постапувајте со сожалување и правете доброчинство дури и на оние кои вам не ви направиле ништо добро. Ако тежнеете кон поголемо совршенство,
тогаш служете им на другите од лично сочувство и од природниот нагон, без желба да ви се заблагодаруваат или од потреба некого да оврзете, и да бидете љубезни како што мајката природно е љубезна кон своите деца. Бог исто така ви забранува да правите престапи, луѓето да ги подсетувате на доброто кое сте им го направиле или да бидете неблагодарни кон оние кои кон вас биле љубезни. Ова понатаму е објаснето во следниот ајет. Кога вистински богобојазливите луѓе ќе го нахранат сирачето, сиромавиот и затвореникот, тие тоа го прават несебишно, само од љубов кон Бог и велат: ние единствено служиме поради Бог, ние од вас не бараме ниту благодарност, ниту награда. Во поглед на одмазда или опростување, честниот Куран не учи. Одмазда за било каква повреда е повреда во иста мера. Зап за зап, око за око и навреда за навреда, но кој опрости и тоа проштевање доведе до подобрување наместо до интрига, и оној кому му е простено го поправи своето однесување и се воздржи од зло, неговото опростување е подобро од одмазда, и оној кој опростува ќе ја добие наградата. Тој не подучува дека ако некој не удри во еден образ, ние во секој случај треба да го свртиме и другиот, бидејќи ова е далеку од мудрост. Понекогаш правење добро на оној кој прави зло може да биде толку опасно, како и правење зло на добар човек. Честниот Куран понатаму вели: ако некој е љубезен со вас, покажете му уште поголема љубезност. Сета злоба меѓу вас ќе се преврати во блиско пријателство, што човекот ќе ви стане и пријател и роднина. Не озборувајте се помеѓу себе. Дали некој од вас би сакал да го јаде месото на својот мртов брат? Ниту еден народ не треба да го исмејува другиот, прогласувајќи ја својата надмоќ и мислејќи за другите дека се неважни, бидејќи тие што ги исмејувате можат да бидат многу подобри од вас. Навистина во Божите очи повеќе е награден оној кој има поголеми доблести и поголема богобојазливост. Ништо не значи разликата во нацијата и кастата. Не нарекувајте ги луѓето со поградни имиња, за кои тие сметаат дека се навредливи, инаку во Божите очи ќе бидете сметани за зли. Држете се подалеку од идолите и од лагата, бидејќи и двете се нечисти. Кога зборувате, зборувајте мудро и разумно и воздржете се од бескорисно говорење. Вашето цело битие треба да му биде подчинето на Бог и сите заедно треба да се посветите на служење нему. Аллах Джелешануху исто така вели: о, вие кои сте немарни кон Бог, вашата желба за светот ве направила немарни, се додека не стасате до гробот. Грешите и наскоро ќе дознаете. Навистина наскоро ќе дознаете. Да поседувате вистинско сознание, би го виделе собствениот джехеннем и би сватиле дека водите джехеннемски живот. И ако поседувате уште поголемо сознание со своите очи, сигурно ќе видевте дека вашиот живот е живот во джехеннемот. Доаѓа време кога ќе бидете фрлени во джехеннем и ќе мора да одговарате за сите ваши попуштања и претерувања, и откако ќе бидете казнети, ќе стасате до совршено уверување. Овие ајати покажуваат дека постојат 3 степени на јакин, уверувања. Првиот степен се постигнува преку знаењето и заклучувањето, како на пример, кога некој оддалеку ќе види чад и рационално заклучува дека таму мора да има оган. Вториот степен на јакин, уверување, се постигнува кога огнот ќе го видите со своји очи. Третиот степен го достигнувате кога собствената рака ќе ја ставите во огнот и го искусите неговото својство да спржи. Овие се 3 степена на јакин, уверувања: илмул јакин, уверување со знаење, ајнул јакин, уверување со здогледување и хакил јакин, осведочено уверување.
Денес го завршивме вториот дел од книгата Предавање од Лахор. Еселаму алейкум.